Белорускиот конзул Марковски уапсен заедно со уште 7 поранешни директори и вработени во РЕК Битола поради местење тендер од околу 1,7 милиони евра. Според кривичната пријава на финансиска полиција, поранешните директори и раководители во РЕК Битола ги штелувале условите за да може Марковски компани да ги добие парите. Неофицијално кривичните дела се сторени при јавна набавка која ја добила Марковски компани за демонтажа, транспорт и монтажа на опрема од ТЕЦ Осломеј во РЕК Битола. Тие ја донеле опремата до Битола, но според извори од истрагата никогаш не ја монтирале, а при тоа се погрижиле се да покријат со соодветна техничка документација. Целата постапка се одвивала кон крајот на 2023 и почеток на 2024 година. Осомничените се товарат за злоупотреба на службената положба и злоупотреба на постапката за јавен повик. При дефинирањето на условите за јавната набавка, тие ги повредиле начелата на сразмерност и конкурентност и овозможиле на една фирма, односно на осомниченото правно лице да се јави како единствен понудувач и да склучи договор за јавната набавка, односно да се стекне со противправна имотна корист од големи размери. Освен собственик на компанијата која го добила спорниот тендер, Борче Марковски е и почесен конзул на Белорусија. Тој за време на претходната власт редовно добиваше тендери за ископ на јаловина во рудниците во РЕК Битола. Од позиција на тогашна опозиција, ВМРО ДПМН е предупредуваше дека Асаф Есеин, израелскиот гуру за пиар стратегиите на СДСМ, джебовите ги полнел токму од милионските тендери на РЕК Битола, што со години ги добивал Борче Марковски и неговата Марковски компани. Според Централниот регистар, Марковски компани е основана во 2002 година со седиште во Битола и дејност насочена кон нискоградба и изградба на патишта и ископи.